Добро утро, председател Пендаровски, премиер Заев, министерка за одбрана Шекеринска, генерал подполковник Ѓурчиновски, амбасадори, ценети гости и пред се припадници на вооружените сили на Република Северна Македонија. Ми представува привилегија да бидам тука во Скопје на овој специјален ден. Овде сум да ви одадам почит и да ви се придружам во прославата и не сум само јас. Пред малку видовме исклучителен приказ на поддршка од грчките воздухопловни сили. На нив им се придружи целото НАТО, за да ја одадат целосна почест на Република Северна Македонија на незината прва годишнина од вашиот прием во НАТО како наш 30-ти сојузник. Минатата година, на денешен ден, генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, изјави: Северна Македонија сега е дел од семејството на НАТО, семејство од 30 земји и речиси 1 милиарда луѓе, семејство заснувано на сигурноста, дека без оглед на предизвиците со кои се соочуваме, сите сме посилни и сите сме побезбедни заедно. Целосно се согласувам со тоа. Во 8-та деценија на НАТО, како најдолготрајна алијанса во светот, се соочуваме со времења на предизвик и со комплексно стратешко обкружување. Надворешните чинители, наметливи соседи остануваат активни со директни импликации врз регионалната безбедност. Сепак останува нашата непоколеблива заложба дека секоја земја мора да биде слободна да ги избере своите безбедносни аранжмани, вклучително и дали да се приклучи или не на кој било договор или сојуз, како што е и НАТО. Ние исто така мора повеќе да се потрудиме да ги разбереме импликациите од земји како Кина по нашата безбедност. Покрај тоа и понатаму ја гледаме постојаната закана од тероризмот. И сите бевме сведоци на нови предизвици по нашата безбедност во форма, например, на пандемијата COVID-19. Кога се соочуваме со тешки моменти, смирува фактот што имаме поддршката од нашите пријатели и сојузници. Гледајќи наназад кога беше потпишан Северноатлантскиот договор во 1949 година, тоа беше основната цел. Како што истакнато во договорот, сојузниците на НАТО се цврсти во нивните напори за колективна одбрана и зачувување на мирот и безбедноста. Дури и пред да стане сојузник, Северна Македонија долго време беше партнер и придонесувач за НАТО и за нашата евроатлантска безбедност. Вашата земја се приклучи на програмата Партнерство за мир на НАТО во 1995 година и започна акцијски план за членство во 1999 година на самитот во Вашингтон. Од тогаш, вашата посветеност кон алијансата се докажува одново и одново. Северна Македонија агресивно бара начини да придонесе кон стабилноста во регионот и пошироко, на многобројни начини, како што е распоредувањето на ваши трупи во КФОР на Косово и мисијата на НАТО, одлучна поддршка во Авганистан и во Ирак. Алијансата е посилна поради вашите заеднички принципи и вредности, вашата посветеност кон идеалите за слобода и демократија и вашата цврста решеност да обезбедите мир и стабилност. Прославувајќи го ова важно постигнување, како што рече министерката за одбрана, ние гледаме и кон иднината. И тоа е светла иднина, бидејќи секој сојузник на НАТО носи важни придонеси. Јас знам дека вие се надградувате на овие импресивни способности кои веќе ги имате и вашата уникатна експертиза, стручност ќе биде одличен придонес за алијансата. Знам дека ќе служите како сјаен пример на другите земји кои го следат вашиот пат. Например, за тоа како изгледа она што е вистинско и право. Не можам да завршам без јавно да ја пофалам нашата канцеларија за врски на НАТО овде во Скопје,
кои се тука речиси 20 години. Нивниот придонес кон успехот што го славиме денес. Скоро 2 децени нашиот НАТО тим и меѓународниот персонал и локално вработениот персонал работеа неуморно со вас. Канцеларијата ќе затвори тука и тоа е сладко-горчлив момент. Ќе ни недостасува соработката со нашите врвни колеги овде. Но истовремено го славиме успешното завршување на мандатот на канцеларијата. Така да до тимот на канцеларијата за врски на НАТО во Скопје одлично сработено. Денес е посебен ден за Република Северна Македонија и за сите сојузници на НАТО, бидејќи одбележуваме вашата прва годишнина. Покажавте храброст, покажавте одлучност и покажавте упорност. Горд сум што сум во истиот тим со сите вас. И целата алијанса е посилна со вашето членство. Ние сме сите посилни заедно. Ви благодарам.